По усвојувањето на извештајот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент за Македонија, реагираше Бугарското министерство за надворешни работи. Оттаму вела дека ја поздравуваат одлуката на АФЕТ да не навлезат во, како што велат, националистички наративи за вековен македонски идентитет. Ја поздравуваме решеноста на АФЕТ да не биде вовлечен во шпекулативни националистички наративи, поврзани со тврдења за вековен македонски идентитет, кои се спротивставуваат на европските вредности за инклузија и ги повредуваат чувствата и на Бугарија и на представниците на другите заедници во Република Северна Македонија. Бугарија постојано изјавува дека нема забелешки на современи модерни перцепции за идентитетот на која било индивидуа или заедница. Тоа е прашање на личен избор. За жал, манипулативното толкување на овој став од страна на властите во Скопје често пати служи како изговор за неисполнување на преземените обврски. Седницата на АФЕТ, поточно поднесените амандмани на европските народни партии, беа повод за критики на СДСМ упатени кон власта. Оттаму велат дека ВМРО-ДПМН доби историски шамар од сестринските партии. Овој амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија, но и суштинско понижување за ВМРО-ДПМН, која се представува како бранител на македонскиот јазик. Наместо поддршка од своите европски пријатели, тие си добија дипломатска шлаканица, што го доведува во прашање влијанието на ВМРО-ДПМН во својата матична групација. Дополнително, загрижува што ИПП најави дека ќе го поднесе истиот амандман и на пленарна седница, што значи дека ова не е само изолиран инцидент, туку координиран став за кој што ВМРО-ДПМН и во кој што ВМРО-ДПМН или учествува, или дефинитивно молчи. Добро е што ја поминавме оваа прва фаза на Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент, рече премиерот Мицкоски, за тоа дека неговите сојузници од ДПП ги поднеле амандманите. Тој рече дека Андреј Ковачев е дел од нив, но дека поголемиот дел од нив гласале за извештајот. 15 беа за извештајот на ВАјП, пратеници и европратеници од ЕНП, учително и претседавачот на комитетот господин Мекалистер, тројца беа против и двајца беа воздржани. Тоа беа точките пратенци. Така што ова беше гласањето во рамките на ЕНАП. Добро е што ја поминавте оваа прва препреш. И добро е што сите видоа дека не е суштината неколку стотини бугари, дека многу подлабока е вистина. Мицкоски воедно рече дека се очекува и на пленарната седница на Европскиот парламент, кога ќе се гласа за извештајот, да има амандмани, но дека не е сигурен како таму ќе заврши гласањето.